Македонија нема изградена национална стратегија на ниедно поле, така да не може да говориме дека ние може да изградиме стратегија поврзана со младите или со економски развој на Македонија. Владите во Македонија до сега покажаа дека единствено се грижат како да останат подолго на власт или како да купат условно, како да купат глас повеќе до наредните избори и да им овозможат на оние кои гласаат за нив одредени бенефиции. Не можеме да говориме за градење на било каква стратегија кога на позициите кои одлучуваат се поставуваат партиски кандидати. Сите оние луѓе кои условно имаат и образование и знаење и вештини се некако исклучени од целиот тој процес и се подчинети под оние кои одлучуваат и се таму поставени по партиска линија. Кога гледаме дека во образованието 30 години ние секоја година менуваме од учебници, од стратегии, од наставни планови, како може да разговараме за било каков друга стратегија на економски план, кога ние прво основното во образованието не можеме да постигнеме стратегија. Така да, повторно ќе кажам, се додека државата е партиска и партиски луѓе одлучуваат за иднината, не може да говориме за било каков развој. Но дали на сето ова ману треба и понатаму да продолжи да молчи? И втората работа, зошто граѓаните, експерти во области, а ги имаме, ги слушаме, не сакаат да се појават со став, укажување и да побараат од било која да е влада, да укажат всушност, прво, дека за развој правилен на државата мора плански да се работи. Значи, документот стратегија мора да постои. Вака, кога ќе видите дека постојат еден куп стратегии, планови, веќе не знам што за развој на Македонија, тоа се само купишта хартија. Далеко од тоа дека не постојат експерти и луѓе кои укажуваат дека треба да постои сеопфатна и консенсуална стратегија на било кое поле, сметам дека има експерти кои континуирано укажуваат дека треба да се направи стратегија на секое поле за развој во Македонија, не само на економски, туку и на образовен, и на политички и слично. Од друга страна, ману академијата која постои, незините мислења се добри и бидејќи тамо во неја членуваат луѓе кои се заслужни граѓани и заслужни луѓе кои имаат научни достигнувања во различни области, но не секогаш владата или сите оние кои се decision makeri ги уважуваат нивното мислење. Многу често они се исклучени од целиот тој процес во креирање на различни стратегии поврзани со развој на Македонија.